Наш денешен гостин во вчерашни е Жил де Свис, колега од белгиската државна телевизија РТБФ. Дојдене во Македонија да не праша зошто поѓаволите сакаме да станеме членка на Европската Унија. I came here because I wanted to know why Macedonians want to join Europe. Wow, it's a tough question. Yeah? I don't know. What? Who are you to asking why Macedonian? We want to go to Europe because the cucumbers are bigger there. Grass is greener in Europe here. The sun is shining brighter. Okay. You know what? Who is you to asking? Get away up here, Heide. Get away. Take your rucksack and go to Europe, Heide. We have, Heide. It's okay. Take your rucksack and Heide. We have something work to do here, you rucksack. Europe. Лека ноќ, почитувана публико, на вчерашни новости. Ова се вчерашни новости. Лека ноќ и од мене. Вие гледате вчерашни новости или на македонски новостите од вчера. Така е, колега, ние сме Александар и Јелена, водители на новостите од вчера, или скратено кажано вчерашни новости. Останете како што сте. Во вчерашни новости ги гледате новостите од вчера. Вчерашни со ексклузивна можност да дзирне во собраниската теретана. Тука имаш бицепс, имаш трицепс, квадрицепс, плешка, мишка, све тоа вежбаш, сваќаш. Пресрекни граѓани по изградбата на базени низ повеќе општини. Дознаваме како изгледа вработувањето на странски работници во државата. Не убава, јас ќе дојдам овде да работам. Добар ден, повелете. Едно макијато за носење. Кеш или картичка? Со картичка. Повеќе не мора да носиш паричник со себе. Со новата апликација ComPay на Комерцијална банка, твојата Mastercard картичка ја имаш секогаш во твојот смартфон. Симни ја бесплатно од Google Play и искористи го промотивниот период за бесплатна дигитализација на 2 Mastercard картички. ComPay, твојот мобилен паричник. Пакувај се, одиме во Турција со Савана. Од мај до септември All Inclusive во Анталија од 245 евра и Ultra All Inclusive од само 336 евра. А може и кушедаси, 9 ноќевања со превоз за супер цена од само 145 евра. Каде ќе одиш ти? Закажи во Савана и пакувај се. Ослободете се од стаклената амбалажа во новите зелени контейнери за селекција на стакло во вашиот град. Заедно за почиста животна средина. Селектирај иднина. Пакомак. Добар ден! На што се жалите денес? Доктор, последниве неколку дена ме боли десната рака. Ништо страшно. Тоа е поради возраста. Ама, докторе, и левата рака е на иста возраст, па не ме боли. 2 компоненти во една таблета за брзо и силно дејство. Парафен, за ден без болка. Конечно доказ дека Македонија е многу години, ако не и денови, сати, минути, секунди, милисекунди, микросекунди, наносекунди пред светот. И тоа пред развиениот западен свет. Каде што сме биле ние во почетокот на 20-тиот век, тие стигаа дури сега. Научниците од НАСА ја снимија првата црна дупка. За оние што не знаат, не се работи зона подолу од пубичната коска, туку за вселенско тело што во себе шмукува се околу себе. Тоа го направи НАСА во 2019. Браќата Манаки го направија тоа во 1903, кога ги направија првите снимки од една црна дупка. Та црна дупка шмукува капитал, надеж, пари кои потоа се претворат во антиматерија и никој не знае каде завршват. Тоа што браќата Манаки ја снимиле првата црна дупка, наречена Македонија, е доказ за нашата супериорност. Се надеваме дека сад еден ден ќе фатат чекор со нас.
Дали конечно на повидок е излез од вечната економска криза која владее во земјава? Имено, оваа недела додека се пробивал патот за Галичник, случајно е откриено нафтено наоѓалиште. Да видиме за што се работи. Се работи за нафтено наоѓалиште во вид на булдожерка и местноста Царевац. Нафтените тајкуни кои најверојатно ни доаѓаат од дивиот запад, успеале да испумпаат преку 200 литри црно злато од булдожерот. Веста за нафтеното наоѓалиште брзо се расшири низ целиот свет, пошто цената на нафтата на берзите почна вртоглаво да паѓа. По 21 април најверојатно ќе се знае кој од тројцата кандидати ќе биде најблиску до местото во председателската палата на Скопскиот Холивуд водно. На кого најдобро ќе му легне местото, ќе ни раскаже нашиот репортер. Така студио супер што пратија тука и цвеќара новинар што е алергичен на цвеќиња, ма како и да е. Разговараме со ботаничарката Флора Розев-Пет, која што малку повеќе ќе ни раскаже за председателскиот диазепам со кој што располага председателската палата. Флора. Види, значи, виреја разни растенија, тие се сега хумус, органски, многу убав. Останате сега фикус еден само како декорација. Знаеме за фикусот ние? Добро, ама многу е важно дека е чудо колку е опстанат без да му треба. Добро, ние сите знаеме за фикусот. Еве вака, кажете ми кој е најдоброто, најидеалното цвеќе за една председателска палата? Овде се сведува изборот на 3 цвеќиња, од кои што едното е кокиче, ама не е она кокиче што мислат сите дека цвета напролет. Туку ова ти е баш кокиче кое што го имаш за време на кампања и на избори сегде. Значи сегде цвета. Села, градови, на автопати сегде. И после тоа нема до наредни избори. Значи ова плаво кокиче сега што го има, последен пат цветаше 2014 на изборите. Ова еве со буцкиве баш идеално не ми изгледа за во председателска палата. Чупеве, ти прв пат гледаш кактус, значи ова ти е идеално цвеќе. Ништо не му треба. 2 капки вода и го оставаш тера 5 години без гајле. Што значи вака општо земено, се од цвеќињава е супер декорација за во председателската палата, така што и да одберат граѓаните, нема да сгрешат, исто им се фаќа. Така. Види сега, значи ова се супер избор, затоа што можеше да е многу полошо. Може да клад некој сончоглед или, значи с краја да е некој паразит, некој ползавец, нешто без веза, некој томатело, нешто филадендрон, значи скроз џабе, некој без веза, некој фикус. Значи ова ти се пак ти за фикус ми збориш. Чупе бе, на здравје. Ајде, бриши носот. Бокче. Бурни реакции после изјавата на реизот на исламската верска заедница, кој рече дека македонскиот народ е див народ без идентитет. На овој инцидент реагира од владата. Се вклучуваме директно од пресот. Добар ден, добре дојдовте на пресот на владата на Северна Република Македонија. Не можеме да почнеме одма, го нема колегата, вајда за некои 5 минути ќе дојде. Дај да колеги, кај е колегата? Дај видете со колега. Добро бе. Добро колега, па не се нервирај. Сега касниш ти, што да ти правам? Не. Поглаварот не мислел така, не мораш одма да се љутиш. Он мислел за диви луѓе како дивоград би тие што прават, како диви таксисти, како овие што копаат диво злато, како... Извинте, молим. Да, и за диво населје, ама не го спомнувај тоа, молим те, не го кажувај. Значи... Да, ти си у собрание. Не ме разбираш. Ти си у собрание, ја една изјава имам само тук. Извинте, молим те само. Уга, буга, уга, буга, уга, буга, уга, буга. Ацо! Уга, буга, уга, буга.
Ветувањата во предизборната кампања се исто како оној бугарскиот виц. Ще умреш и на крај живеј. Така и сите градоначалници ветуваа зеленило, но како што изјавуваат некои медиуми, тие безмилосно сечат дрва. Ајде. Но овие лаги и небулози со деман се јавиот паркови и зеленило. Сечењето никако не е безмилосно и нивните вработени прво им се извиниле на дрвата пред да ги сечат. А као последна жилба ги наводниле и дули после ги пресекле. 7 работници плачеле додека ги сечеле дрвата, а 2 од нив поради тој хорор морале да посетат и психотерапевт. Тектонски потреси на светскиот пазар на радна снага предизвика одлуката на нашата влада да почне да увезува странска радна снага. Како институциите се подготвуваат за напливот од радна снага од странство, ќе дознаеме повеќе од Илис Алфета. Така е, студио. Сосема е нормално кога има толкав наплив на странски инвестиции во Република Македонија да сакаат да дојдат странски работници кои што сакаат да работат во државава. По тој повод ќе поразговараме со Станче, која што работи на шелтерот за вработување на странски работници. Како оди, Станче? Многу добро, девојче. Чак што више од објавување на конкурс до денеска у партију су зачленети над 30 странски државјани, што значи има интерес. Што значи они преку партија си влегли, баш убаво си се снашле, а свесни се како работат за плата од 200 евра? Они су свесни дека и за помалце можев да работим. Некој од нива и за ич. А ти си ги измеш апчињата? Кои апчиња, бе, девојче? Текнуе ли ти кога дојдесва амбасадори да ни ga изчисти в ѓубре? Текнуе ти? Добре. Сега кад су чуле дека исто тој можев и за плату да го работив, има знаеш и што да биде. Овако е. Сви страни. Macedonia, North Macedonia. Excuse me, sir. What made you come here to look for a job? Hi. Hi. Well, after all, this is my, како се вели татковина на англиски? Homeland, а ти зборуваш македонски. Еми зборувам јас, дедо кој идеше првиот пат Америка со плачките, го дојде со ова замето. Тие со слаштица, со татка и мајка си имат запознаено на игранка во Кравари. Фај, чим сте дојден веќе да ми најдаме работа, Станче, да му најдеш работа на овој странски обработник. Како ви беше име, Јошенко? Just a second, there is my ID. Павле Джейсон Кузмановски. Павле, еве сте, имате 500 евра казна. Не сте се одјавиле кад сте го напуштиле државу, Павле. Ова е нека грешка. Нели јас кога дојдов, нели како велеше овој ребито, дека лајфо дојде, нели 500 евра плата ќе види шо е ова. Еве ти бе што пишуев дека? 500. Ете ти 500. Не убаво вака, јас кога дојдов овде to work, да работам. Павле, ќе ти најдемо одма работу, како ќе го платиш казду? Казда сама нема да се плати. Одма ќе ти најдемо. Во очекување на најавината странска работна сила, всушност на лице место сега видовме како се заработуваат пари како би се платиле странските работници во државава, оние што ќе дојдат студио. Чупе, јас ка сакам да кажам нешто, не убое, не излага. Оној како овде ребито не излажа, сите не излажа. Дај ја та крофната, друга јас ќе ја земам. Студио. Време е за она што сите го очекувате. Хихирику вестите со вашите познати Јеценце и Јаценце. Одиме со првата вест. Макфаст направи анкета според која дури 83,7% од испитаниците би се иселиле од земјава. Тоа значи дека на останатите 16,3% од населението им е погодена терапијата. А сега втората вест, предупредување до македонските граѓани кои планираат патување во Еквадор. Ке влезате високи, млади и плави, а ке излезате вакви. Кој е овој бе? Викиликс бе? Среќа што не е Вики Среброва. Одиме со третата вест. Ротино доби помошно црево за заштита од пожари. Ајде кажи, ја едва чекам да чујам. Абе што да ти кажам бе? Да ти ги родам ли? А впрочем, воедно и сеедно, толку од хихирику вестите. Се наоѓаме во Неготино, каде што, дел сме од овој велелетен проект на владата. Јецо, имаш ти роднини во странство? Се разбира, во Германија и Јасеновац. Ти? Иш да не ти гајле.
Како и да е, ова е приказна за две збратимени општини, а може би и роднини. Нил Армстронг стапна на месечината. Ногачевски стапна во Холандија. Кој е Ногачевски? Градоначалникот на општина Дебарца оствари официјална посета на Холандија. Неговите први впечатоци се дека неговата тетка е малку здебелена, а внуците се пораснати. Како што вели тој, има и многу велосипеди, а има и кафичи кои ги викаат кофишоп, каде што се служи запршка и мириса на манџа. Се на се градоначалникот вели дека Холандија му оставила добар впечаток и дека со себе донел 2 магнети за општинскиот фрижидер. Освен што собранието има 120 пратеници. 119. Значи, најде на кого да му се мешаш во манџата, Ецо? Освен што собранието има 119 пратеници и еден во Будимпешта, тоа има и многу други атракции. Една од нив е салата за вежбање, за која собранието троши 5000 евра само за подмачкување на направите. Вчерашни имаше ексклузивна можност да дзирне во теретаната на собранието. Значи, јас сега ќе ти објаснам зашто треба да има теретана у собрание, сваќаш? Со ова што е автоматизацијата, порано се знаеше, сваќаш, пратениците у собрание власаа со кревање на рака. И кога креваш рака, вежбаш тука имаш бицепс, имаш трицепс, квадрицепс, плешка, мишка, све тоа вежбаш, сваќаш. А сега шо? Само со прст стискаат дугмиња и шо вежбаш, прст ли вежбаш, сваќаш? И после ќе им влезат на 27 април. Па нормално дека ќе им влезат. Ама сега ќе ги стегнам, ќе направам пиц-пец, никој не смее таму да влезе, сваќаш. И боле ја да го направам тоа, него ли после да им идеме по болници да им носиме таму понадеци нешто портокали, банани, сваќаш. А и плюс Абе, вежбај таму, ало. Шо е бе ти, дечко? Абе, јас сега да те прашам дали можеш да дојдеш да ми истегнеш малце. Значи, ја оди таму, ај, ќе дојам за 5 минути, сваќаш. И боле ние да ги стегнеме, да ги направиме пиц-пец, него ли да купуваме нови фотели, гледа колку се здебелиле, сваќаш. Епа тоа ќе гураш Исус по тепа, ќе гураш, еве во теретаната за тоа, да. Да бе лупаат таму, брат. Слушај, ај од телевизија ме барат, еве ги дошле со камери, ќе ме снимат, ќе те барам после, жити све. Хајде, поздрав, брат. Абе, види се, овие од собрание не праќаат за по 2000 денари, демек туку у теретана сме вежбале. А 6000 денари ако си платил, демек, овој на ваму шо го снимавте преска, он ќе ти покажал, ќе те научил. А ја шо правам, плаќам 10.000 денари. Тренерот тој на доаѓа вежба место мене. И ја што да правам бе? Ја ли треба да работам? Јас сум тука да правам патишта, да смислувам закони, да... Тоа е моја работа, не тоа. Извини, молим те, само ме бараве. Ало, кај си бе? Чекај малце, чекај, биди на линија. Еве, не си нар, биди на линија. Многу сте јаки, да бе, еве, бенчијам се една серија. На 7 мај на арената Тоше Проески ќе се хепне голем музички хепенинг или на македонски ќе се случи големо музичко случување. По-одличните неповторливи концерти на Желјко Јоксимовиќ, Желјко Бебек, Желјко Шашик, Желјко Меденица, Желјко Топаловиќ, Желјко Самарџиќ, Желјко Баја Мали Кринџа, Желјко Китиќ, Диџеј Желјко, Желјко Ќуктераш, Желјко Савиќ, Желјко Алексиќ, Желјко Топаловиќ, Желјко Манојловиќ и Кеба. Се очекува уште еднаш арената Филип II Проески да биде собиралиште на сите искрени обожаватели на поп-музиката. Грандиозниот и неповторливиот Папа Франциско на 7 мај прави мега концерт во Скопје. Се очекува папата да испее голем број хитови од својот репертоар, меѓу кои неповторливата Молитва на Марија Шерифовиќ. Јас си купив карти, а вие? А владата и Агенцијата за млади и спорт ветија 14 нови затворени базени во општините во кои тие се приоритет.
Со овие 14 и предходните 29 базени, ветени во 2018-та, земјава ќе се искачи на прво место во светот по бројот на ветени, а неотворени затворени базени по глава на жител. Признанието ќе го додели Светската асоциација на затворени базени на прославата по повод 18 годишнината од затворањето на затворениот базен во Струга. А веста за базените ги израдува сите освен мачињата. Од студио се селиме во Неготино, една од базените членки. Ланчо, таму е како? Да, така е студио, ние се наоѓаме во Кавадарци. Ти, значи, земте душа малце ќе му додаеш ти на него. Ти шо е тоа бе? Шо е тоа со етикетта тука на бањарката? Вака ли ќе градиме ние екипа бе? Ако не биде, то не доли и четверац ке суди тука. Ти, дај топката. Јасно ли ти е? За кого? За Неготино? Да, така е студио, ние се наоѓаме во Кавадарци. Неготино е во, Неготино е. Добро, ако може Силјановска шопанеја. Се наоѓаме во... Старата е финтата. Океј. Старата е финтата, типа многу младци. Се наоѓаме во Неготино, каде што, дел сме од овој велелетен проект на владата. Кажете ми, како се вика овој базен? Базенто ли? Базенто се вика Том Джонс. По нашиот што е, вие нашиот Том Джонс. Дека е камерата? Одека не снимаш? По нашиот Том Джонс, Джоко Ѓорчев, шај. Чекате малце, кога најавија, кога го направија вака стар? Убаво рекоте вие, кога најавија, кога го направија. Абе, ваа влада, шо ќе рече? Ваа влада, шо ќе рече, исполнето е бе. Тоа гледаш ли уште не ни го обеќаа дека е направено тоа. И како да не си задоволен? Обеќаа дека 30 базента ќе направат, у сите општини ќе прават, у Неготино направат, у Кавадарци не прават. Како да не се задоволни? Добро, да, он ви ветува све. И ватерполо клуб имаме тука све сега, да ти кажам. Още семафор да ни турат, уште семафор на улица да ни турат и во има да биде белелеп. Па сега зборено е со Заев, после изборите имате сигурно некој семафор. Стварно? Така ли ти рече? Значи бај Заев, шо ќе го веќе тоа чудо. Така ми рече. Добро, па тога што највеќе ве радува кај базен, пошто изгледа грозно? Како што не радува најмногу? Имаме сега ватерполо екипа имаме. Ја шо? Абе тоа човеците се радуваат. Млади деца чекат на термин да дојдат они да може да пливат тука. Само апелираме, одека не снимам? Камера. Тоа ли камера? До граѓаните сите апелирам, една мала донација, кој колку може да го завршиме проектот. Не мора многу, кој колку може, некој чаша, некој шиша, 2, кофа, може легенче донесо со црево, некој поимучен, шо е? И тоа е, да заокружиме села. Да. Ете, драги гледачи, ова е доста тажно. Секој што сака да се приклучи на оваа хумана акција може да донира вода на овој број овде доле. Ај дојде една ракија сега да манеме по една, оди. А ракија имате, а? Имаме бе домашна. Сам дојде видиш што е ракија ти. Смешката е дека во Неготино немаат вода за пиење, основни хигиенски потреби и слично. А владата ќе им прави базен. Тоа воопшто не е смешно. Но тоа што е, тие сме кои што сме. Се надеваме дека и Битола ќе добие фришоп на аеродромот, а додека недомаќинската управа на Неготино не може да ја собере и пренесе водата во градот, државна веќе влезе во иднината на водостопани со сосувањето. Нов рибник на паркингот на Клинички, еден дожд за еден обичен човек, но за министерче Филип е нова бизнис прилика. А освен рибници, жителите на државна ќе добијат и терапија со кал. За подмладување? Не, подготовка за преминување на другиот свет. Останете со нас. Пакувај се и уживај овој Великден. Савана те носи со авион во Рим, Малта и Париз. Имаме и автобуски аранжмани до Јужна Италија, Букурешт, Венеција, Верона и Фиренца, Тиват, Прага и Виена. Затоа провери во Савана, резервирај и пакувај се за великденско патување. Добар ден! На што се жалите денес? Докторе, последниве неколку дена ме боли десната рака. Ништо страшно. Тоа е поради возраста. Ама, докторе, и левата рака е на иста возраст, па не ме боли.
Две компоненти во една таблета за брзо и силно дејство. Парафен за ден без болка. Велат сите патишта водат кон Рим. И токму таму ќе ве однеси студирањето на програмата Бизнес администрација и економија. Студирајте 2 години во Скопје на Универзитет Американ Коледж и 1 година во Рим на Универзитетот Тор Вергата, рангиран помеѓу првите 500 универзитети во светот според Шангајската листа. И најдоброто од се стекнувате со двојна диплома. Пријавете се веднаш. За повеќе информации посетете на uacs.edu.mk. Art of Catering – организација и комплетна логистика на деловни, VIP и приватни настани. Безпрекорна услуга, функционална опрема по светски стандарди, врвни кулинарски специјалитети. Обратете се и опуштете се. Art of Catering. Стинг на Градски, како лек за Македонија. Avalon Production. Ицо, денеска пред крајов решив да те почестам со нешто. Ајде, читај ова, најаво. Сполај ти, Ацо, не знам како ти возвратам. Велат дека животот е како одење на фризер. Ти му кажуваш како треба, а тој пак те шиша како тој си сака. А кога сме кај животот, одиме кај човекот кој има проживеано скоро се. Човекот кој голем број на луѓе ги има изнесено на прав путец во буквална смисла на зборот. Одиме со путец. Мали бе шубаво ти свети ова главче као гледалците. Чека си наместам фризурче малце, чека. Бакен барда. Кој те фаќал бе вака со мрсни прсти бе? На кого дозволяваш вака бе? Бе, млади бе, ај ке те направи путец има да сиеш као лустар ке те направам. Знаеш како ги светиш? Тоа све женски што ке те гледаат со цвикери за заварување има те гледаат. Да не ми изгори тоа ретината. Шефе, да не вежбаш ти нешто мускули цело време, женски ја не бркаш. Кој брка женски бе, дали си буладис? Жена ми знае дека ја не игра на дупло. Ја директ на тродупло. А ти па само од тоа мускули ти е паметот, само на мускул мислиш. Земи вежбај малце и ти. Па вежбам бе, шефе. Гледај, фати да виш, фати. Леле, камен, шефе. Камен ти е за обубрек, ова е мермер. Тоа све од лева што поливам главите, десна од ножицата, а да ти кажам, кај мене на пола парламент доаѓаат да ги шишам тука фризури им одржавам ја и немаат пари да платат, викат путец компензација. Шо бе? Да идеш да вежбаш у тоа салата што ме отворила бе за билдинг. И идам тамо, гледам, нема никој бе, као ја и овој младиот само. Ништо нема да. Вежбај, еве сега ќе пукаш тука пролет. Мали, дај бе зачистио дека плетенки на ноги да ми се направи, Шо си се замислил толку? И па шо да правам бе, шефе, симпатијата ми раскина. Мали, дај бе нешто повесело бе, гледаш да ги растужи тука сите бе. И ти да не се секираш бе, ти просто симпатијата бе. Ти гледаш какво прогресивно општество живееме, више од држава, никој со никого не се кара бе. Сите си праштаат, све си прават. Е, например, види ги овие од владава. На општиниве им ги простива сите дугови, све им простива, нема више дугови, нема и па им дадува пари да може нови аута да зимаат, да се луксузираат, разбираш? Исто и овие у парламентот што се. Им простива на тоа, никој, нити некој киде да одлежава тамо, да се испружи и дризово, ништо. Им простива нив, им простива на овие вратите што ги отворива на 27 април. Све, бе, така да, иш да не се кираш, тај малце биди и ти прогресивен, прости му и тоа ќе ти биде шо? Да бе, шефе, од Србија и цело време кај да се караме. Да се карате се и ти. А тоа што ме тераше да земам кредит да идеме на Суто море, ќе ми го опростат? Се и ти преку леп погача кредит да ти простат. Тоа кредит, дугови, данок, тоа нема проштевање. Биди пореален нешто, да сакаш сообраќајка, убиство некое, силување некои други криминали ги ти простат, ова нема. И едно пешке чај, глеј. Види го како е убав, види го. Види магија сега, гледай шо. Опа! Еј, абе, дифтерот! Абе, што си ми го дал тој стариот шампон, гледай дифтерот сега. И ти како, ајде Гитла, пари да донесеш ти тамо. Како ќе ми платиш? Остај копијата тука, мене ти ја пинди. Ајде да донесеш тука 100 денара. Мали, дај бе со шампони ме берете гајле, гледай, после не те критикуваат, диви сме биле, вака сме биле. Абе, шефе, он не знае да каже шо сака.
Тоа беше се. Гледајте не на njenjenje.fn.mk или на YouTube каналот. И не заборавајте да не гледате следната недела во 19 часот и 30 минути на Канал 5 телевизија. Сега сте Чекор за ците. Така и Елена. Добро утро на сите, освен на тие што викаат миш-маш наместо летна манџа. Добро утро и од мене. Не останувајте така. Не останувајте така и од мене. Кај све на одјавна шпица ми доаѓаш, бе, ти? Кажи ми ти сега за избори, бе, шо мислиш ти? Ти ќе гласаш за кој растение си поишав? Шо си ти, папрат, кокиче? Кокиче? А? Кокиче? Папрат. Те заеб, за кога сакаш гласа, бе, ти? И така, питање дали ги има цензус. Еве ти едно лижавче, тука ти е лижи од која страна сакаш, ајде, ти си ми добра муштерија. Ајде, шеде.